Здраво на сите, јас сум Јорданчо Евтимов, CTO во Prime Capital. Во изминатиот период, заедно со Мартин Бојмалиев, интензивно работевме на развој на нова алатка за анализа на инвестициски портфолио со помош на вештачката интелигенција. Алатката е интелигентен систем кој врз основа на податоци, внесени од корисникот, изработува структурирана анализа на инвестициското портфолио. Ништо од тоа што алатката ќе даде како информација не треба да се смета за правен, даночен, ниту пак финансиски совет. Сите резултати се исклучиво за едукативни цели и секој инвеститор треба самостојно да направи дополнително истражување пред да донесе било каква одлука. Во денешното видео ќе ви покажам точно како функционира алатката, од внесување на податоци па се до генерирање на целосната анализа. Алатката е достапна на primeclass.mk и секој корисник на primeclass.mk ќе може да ја користи. Самата алатка се состои од 6 чекори и со помош на податоците кои што ќе бидат внесени во овие 6 чекори, вештачката интелигенција може да направи детална анализа на нашето инвестициско портфолио. Ние денес ќе направиме анализа односно ќе симулираме анализа со некои рандом информации кои што јас сега ќе ги внесам, се со цел да видите како вештачката интелигенција ќе направи анализа врз база на тие информации. Во првиот чекор ја внесуваме нашата возраст и нашиот семеен статус. Во вториот чекор имаме приближен месечен приход и месечна сума за инвестирање изразени во долари. Ќе одговориме од 2000 до 3000 долари и 500 долари месечна сума за инвестирање. Во третиот чекор треба да ги внесеме нашите заштеди и средства, исто така изразени во долари. Значи други заштеди надвор од ова портфолио. Значи имаме пример 20.000 долари. Која е вредноста на нашето инвестициско портфолио? Представаме исто така 20.000 долари, вредност во крипто 0 долари и вредност во недвижнини ќе ставиме 100.000 долари. Кликаме следно. Во четвртиот чекор ги внесуваме дали имаме кредит или долгови и дополнително како се чувствуваме во однос на ризикот. Одбираме една од понудените опции и во однос на ризикот имаме три типа на ризик, односно конзервативен, умерен и агресивен тип на ризик. Кликаме следно. Петиот чекор е, односно стратегијата која што ние ја користиме во однос на нашето инвестирање. Сега овде не ги имаме наведено различните типови на стратегии, туку едноставно му даваме опција на корисникот да одбере дали редовно инвестира фиксна сума, односно секој месец или секоја недела фиксна сума, дали користи DCA или не користи DCA и дополнително кога очекува да ги искористи овие пари од неговото портфолио. Одбираме една од понудените опции, кликаме следно и последниот чекор е всушност нашето портфолио. Портфолиото го внесувате како парови од името или тикерот на компанијата заедно со процентуалната застапеност на таа компанија во вашето портфолио. Вкупниот процент кој што треба да биде, односно збирот на сите проценти кои што вие ќе ги внесете мора да биде 100 со цел да можете да го изразите целото ваше портфолио. Значи ќе внесеме сега неколку компании со различна процентуална застапеност. Ќе внесеме Palantir 10%, понатаму ќе внесеме Nvidia 10%, ќе внесеме Google 10%, Iron 15% и можеме да внесеме MicroStrategy или поново Strategy. Меѓутоа секако се едно е дали ќе внесете Strategy или MicroStrategy 5% и откако ги внесете сите ваши позиции, вкупниот износ ќе биде 100% и можете да кликнете на анализирај го портфолиото. Анализата на портфолиото обично трае околу 30 секунди, поради тоа што самата алатка прави неколку различни чекори
со цел да може да направи детална анализа за тоа како изгледа вашето портфолио. Пак да напоменам, ниту една информација од тоа што ќе ја даде вештачката интелигенција не треба да биде прифатена како финансиски, правен или пак даночен совет. И сите овие информации треба да се користат само за едукативни цели. И откако ќе заврши нашата анализа, подолу ќе можете да ги видите сите параметри кои што вештачката интелигенција ги генерираше за нас. Најгоре имате 3 различни оценки. Едната оценка е вкупната оценка, која што ја отсликува општата здравост и усогласеност на нашето портфолио со нашите цели и профил кој што ние ги имаме внесено во претходните чекори во самата алатка. Понатаму имаме оценка за диверзификација и овде мериме колку добро нашите инвестиции се распоредени низ различни средства, сектори или региони. И последната оценка е усогласеност со ризикот, односно оваа оценка ни го покажува нивото на ризик на нашето портфолио, колку се совпаѓа со нивото на толеранција кон ризикот и нашата моментална финансиска ситуација која што вештачката интелигенција ја проценува врз база на информациите кои што претходно сме им ги дале. И доколку скролнете надолу, ќе можете да го прочитате целиот извештај, односно целата анализа на вашето инвестицијско портфолио. Како што веќе напоменав, алатката е достапна на primeclass.mk и секој оној кој што сака да ја проба, може да дојде, да се регистрира и да направи анализа на своето инвестицијско портфолио.